Во виорот на Илинденската епопеја, населението на ѓавото зеде масовно учество. Во текот на борбите, турскиот аскер селото целосно го изгоре. Врз пеплиштата на изгорените куќи со потта на ѓаваштани, никна ново ѓавато. На северозапад од Битола, на патниот правец Битола-Ресен, на оддалеченост од 20 км се наоѓа селото Ѓавато. Пред околу 4 века селото првобитно се наоѓало на самиот премин Ѓавато, на локалитетот Дервен, на кој простор се уште постојат остатоци од некогашното живеалиште. Селото се карактеризира со растурен тип на куќи и има 9 селски мала, распослани на неколку возвишенија со просечна надморска височина од 870 метри. Ѓавото за прв пат се спомнува во османлиските даночни регистри како дел од вилаетот Манастир во далечната 1611-1612 година со околу 60 на домаќинства. Заради местоположбата и поволните климатски услови, меѓу поразвиените стопански гранки во селото се градинарство, овоштарство, сточарство, а во поново време и пчеларство. Ѓавото има бројно иселеништво како во околните градови и земји, така и во прекуокеанските САД, Канада и Австралија. Во градовите каде има повеќе иселеници, формирани се здруженија кои го носат името Ѓавото, составени од жители кои потекнуваат од ова село. Треба да се истакне дека во селото се сретнуваат прекрасни стари градби, стари куќи, со архитектура која датира уште од почетокот на 20 век. За време на илинденскиот период, во Ѓавото активен бил одредот на Ѓорѓи Сугарев. Во периодот на Народно-ослободителната војна, во селото и неговата околина делувале патриотите Тошо Даскалот, Мирче Ацев, Трајан Белев и други храбри синови на Македонија. Интересен податок е да се напомене дека во околината на село Ѓавото има 3 цркви под името Света Богородица. Црквата Света Богородица лоцирана на превојот Ѓавото, црквата Света Богородица лоцирана на 1 километар источно од селото, која датира уште од 16 век, како и третата обновена црква од поново време Света Богородица на само 500 метри западно од селото. Како селска слава, населението ја слави Голема Богородица или Успение на Пресвета Богородица на 28 август со голем народен собир во црквата на превојот Ѓавото. Во нашата посета на Ѓавото не дружеше Александар Пердуловски, кој како домаќин не пречека и прошета низ селото. Почитувани, ви благодариме за вниманието. Кликнете subscribe на нашиот канал за да ги пратите нашите следни содржини.